Градоначалникот на општината го предлага на Совет на општината измените и допълнението на бюджетот, односно ребаланс. Ребалансот представува и бюджет за годината за која што се донесува. Вие знаете дека минатата година исто така имаше измени и допълнувања во Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, каде што се предвидено ограничување во планирањето на собствените приходи на бюджетот на општината. Собствените приходи може да бидат планирани само со 10% пораст од просечните наплатени приходи во последните 3 години. Со овие ограничувања бюджетот го планираме така како што планиравме, меѓутоа во текот на годината може да има измени доколку општината има потребна или договор склучени со институциите за трансфер на средства за реализација на некои инвестиции. Така ние оваа година нашата општина градоначалникот склучи договор со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој и тоа во износ од 6.187.000 денари за инвестиција на канализационни системи во населката Бесарица, село Киселица и село Братиславци. Исто така се склучи договор со Бирото за регионален развој и општина Делчево за реализација на проектот изградба на дел од локален пат Илјово Торија, делница од село Торија село Трескија и тоа завршна фаза во износ од 2.773.574 денари. Значи, така утврдениот максимален износ кој што ни беше дадено, односно со измените во законот ни беше дадено како можеме да го планираме, со овие договори ние можеме да извршиме проширување на планирањето на собствените приходи во основниот бюджет. Зголемувањето на вкупниот бюджет на општината со измените и допълнувањата е за 12.145.700 денари или 4,3%. Измени во вкупниот бюджет имаме само кај основниот бюджет и кај бюджетот за донации. Основниот бюджет се зголемува за 8.016.700 денари или 7%, додека бюджетот за донации се зголемува за 4.123.000 денари. Ако направиме анализата на билансот на приходи, материјалите ги имате пред вас, ќе видиме дека кај даночни приходи 71 група зголемување имаме од 999.984 денари и ова зголемување произлегува од даноци на специфични услуги, односно конто 717. Имаме едно мало намалување кај даноците на имот од 576.000 и тоа произлегува само од планирањето на приходите, односно на данокот на промет на недвижности, кој што до сега при неговата анализа сметаме дека со бюджетот кој што треба планирани до крај на годината нема да се реализира. Даноците на специфични услуги, конто 717, имаме зголемување од 1.576.000 денари и во овие даноци на специфични услуги спаѓаат сите видови комунални такси, комунална такса за јавно за користење и одржување на јавното осветлување, потоа комунална такса за користење на просторот под делен простор, комунална такса за стартната фирма или декларина, комунална такса за приемни инвестиции и така натаму. Овој износ се зголемува за тоа што сигурно веќе сте може да информирани. Оваа година извршивме и присел на работа за комунална такса за стартната фирма и затоа овој приход се зголемува за овој износ. Ова е што се однесува на групата 71 даночни приходи. 72 даночни приходи имаме зголемување од 4.204.148 на 5.089.148 денари. Зголемувањето произлегува од исто така од 725 години даночни приходи. Вие во вашето предложение се надевам дека би се поделени, ќе видите дека овие приходи произлегуваат со позавршениот проект за прекогранична соработка, кој што беше реализиран и завршен минатата година. После негово завршување се изврши и ревизија од страна на комисијата и парите кои што ги земавме како кредити кои што беа од нашата општина да го позајмица на проектот, беа вратени оваа година и затоа се планирани и таа разлика меѓу 25.939, односно други
капитални приходи имаме мало намалување од 635.000, продажба на земјиште и нематеријално вложување 733. Во ова група добуваат приходите за легализација, односно обследување на правен статус на бесправно изградените објекти и приходите од продажба на градично неизградено земјиште. И групата се 4 трансфери и донации, зголемувањето за 6.766.716 денари. И тоа зголемување кој изгледува, што пред малко ви кажам, значи не можеме да се прошириме само ако се остане на документи кои се склучени с инвестициите, кои што пред малко да ги поднесли. Почитуваме на съветница, овечка се внесува во врска со билансот на приходи. Билансот на разходи. Значи, сегаш бюджетот, сега ребалансот се планира, се треба да бидат во равнотежа. Значи, колко се планирани приходи, толку се планирани и разходи. На групата 40 плати и надоместоци имаме намалување во износ од 702.700 денари. И тоа, кај основни плати 401, имаме намалување од 1.254.000. Додека пак кај придобивки имаме некој зголемување од 507.100 денари и 404 надоместоци зголемување од 144.000 денари. Резервите се исти. Група 42 стоки и услуги. Зголемување од 1.960.400 денари или 7,5%. Кај патни и дневни 420 тонто имаме намалување од 264.000. Знаете дека вие не ви се укина одлуката за се укинаа патните разходи, затоа и го имаме намалување. На 421 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт, исто така и нормално намалување. Спрема нашите согледување за да крајот на годината овие изградуваат средства. Материјали и ситен инвентар, конто 423. Имаме зголемување од 655.000. Што влегува во 423, за ваша информација, во конто 423 облегуваат канцеларијските материјали, ситен инвентар, други материјали за хигиена и така натаму. Сега зголемувањето од каде произлегува? Овде се планирани средства, тоа го исто така во изложението, за активен кварцен песок, кој што е користен за прочистување на водата. Има договор општината со јавното предпријатие, значи има проект кој што општината треба да има свое учество за да биде реализиран. Тие се средства планирани, ќе ги видите во посебниот дел во програма ВОД систем за водоснабдување. И тоа во износ од 680. Тоа што се однесува за 423. 424 конто, исто така имаме мало намалување, зголемување од 169.800 денари. Овде влегуваат сите както и одржување на згради, както и одржување на опрема, на инвентарот. Потоа 425 договорни услуги. Зголемувањето е 685.000 денари. Во други договорни услуги влегуваат зголемувањето кој произлегува, односно произлегува од договорните услуги, кои што средствата кои што ги даваме за јавните работи, за работниците кои што се примени при јавните предпријатија легалница. И доколку влегуваат печатање, препирање и така други услуги. 426 други тековни разходи, намалување од 120.000 денари. Влегуваат репрезентација, влегуваат огласи, влегуваат други тековни разходи и така натаму оние разходи кои што не се точно определени се планираат тоа. 427 конто приемени патувања имаме зголемување од 630.000 денари. Каматните платања се исти. Субвенции и трансфери. На 463 трансфери до невладини организации имаме зголемување од 350.000. Вие самите знаете, значи се кажа за донесување на одлуката за
трансфер на средства на пътната болница. Кой е отдава до месеца на средства за медицинска пътна? И 464 разни трансфери по сформуване по износ от 115 декември. Социалните бенефиции са исти, социални бенефиции влегуват социалните помощи и изплатата за наблюдение. И група 48 капитални разходи, където е най-големото сформуване, односно пошируване на основен бюджет, като повторно да кажем, произлегува от предходно по-горе на академията бюджета, които имаме за реализация и според информацията, тия средства трябва да кажат годината категорията, които са решени, може би до началната отговорност на повече от месеци. Предложувания имаме и нефинансови средства, област се работи за експроприация, имаме такава намаление, Почитувам председатели, почитуваме съветници. Ова е накратко поднесова за балансът на приходи и балансът на разходи, относно за пошируването на основния бюджет от рамката, която беше донесена като бюджет на регионалната болница. В посебния отдел на ребалансът по програми по-отделно се разпоредени всички средства. Доколко сакате, ясно ги презентирам по програми. Вие сакате по конта да ви презентирам, не да прочитам документи, така да ви презентирам. Доколко имате прашане по гледате, доколко сакате по програми, по програмите ви ги презентирам или вие сами сакате, поведете.